Добар ден, ученици! Добре дојдовте во Е-училница. Јас сум Зорица Симуновска-Глебурова, оделенски наставник при Општинското основно училиште Димо Хаџидимов од Скопје. На денешниот видеочас по општество ќе ве запознаам со просториите и вработените во училиштето, ќе разговараме за нивните работни обврски, зошто е важна нивната работа и како соработуваат меѓу себе. Кои цели ќе треба учениците да ги постигнат во текот на овој час? Да се запознаат учениците како е организирано училиштето, да ги запознаат просториите во училиштето и нивната намена, да ги запознаат вработените во училиштето и нивните работни обврски и учениците да ја согледаат меѓусебната соработка на сите вработени во училиштето и колку е таа важна за правилно функционирање на воспитно-образовната работа. Ајде да откриеме. За почеток внимавајте, ученици. Тоа е наше топло гнездо, нашиот втор дом. Во него учиме и стекнуваме знаење сите. Преку дружење и смеа, весело ни минуваат дните. Во него знаењата стануваат стварност и на нешто што само се сони. Од септември до јуни пред секој час неговото звонче звони. Сигурно откривате, ученици. Тоа е училиште. Ајде да видиме како е организирано училиштето. Знаете дека училиштето е место каде што се стекнуваат знаењата. Секој од вас си го знае името на своето училиште. Воспитно-образовната работа, ученици, се спроведува во просториите во училиштето, а истата ја реализираат вработените во училиштето. Донесениот куќен ред на училиштето треба сите да го почитуваат. И вработените во училиштето, и вие учениците, а и родителите. Еве дел од куќниот ред. Доаѓај навремено на училиште. Почитувај го другарчето и наставничката. Одржувај ја хигиената во училницата и во училиштето и така натаму. Еве стигнавме до просториите во училиштето. Пред да ги наброиме просториите и пред да го проследите слайдот, треба да напоменам дека ходниците се оние кои што ги поврзуваат сите простории во училиштето. Ајде сега да започнеме. Простории во училиштето се училници, канцеларии, училишна библиотека, спортска сала, училишна кујна, медијатека, сензорна соба и тоалетите како простории во училиштето. Да видиме каква просторија е училницата. Тоа сигурно го знаете. Училницата е просторија каде се одвива наставата. Во училницата учениците со својот наставник го поминуваат времето и на часовите стекнуваат многу знаење од различни области. Во училницата учениците ги почитуваат правилата на однесување. Една соба многу тајни крие. Тоа е нашата училница во која времето ни е исполнето со смеа, радост, среќа, песна, игра, грижа за неа и уште многу нешта. Да видиме што се чува ученици во училишната библиотека. Сигурна сум дека знаете. Училишна библиотека е просторија каде се чуваат и поземуваат книги. И учениците и наставниците поземуваат книги од училишната библиотека. Поземените книги, освен што треба да се прочитаат, треба и да се чуваат, да не се оштетат, а и навремено да се вратаат. Кој има канцеларија во училиштето? Канцелариите во училиштето се простории во кои работат вработените од стручната служба. Секоја канцеларија е опремена со инвентар и потребни средства за работа. Кој има канцеларија? Канцеларија има директорот на училиштето, секретарката, педагогот, психологот и дефектологот на училиштето. Кој час се одржува во спортската сала? Па тоа е часот кој што вие најмногу го сакате, ученици. Сигурно и за ова погодувате. Спортската сала е просторија во училиштето каде се одржуваат часовите по физичко и здравствено образование. Опремена е со разновидни спортски реквизити, потребни за одржување на часовите. Во спортската сала преку вежбите се развива спортскиот дух, како и правилниот раст и развој на учениците. Вежбањето не прави да бидеме здрави и среќни, така и ученици затоа треба да бидеме поактивни и повеќе да вежбаме. Да видиме како храна се приготвува во училишната кујна. Училишна кујна е просторија каде се приготвува и се послужува храна. Во неа учениците одат на ручек. Има потребен прибор за готвење, како и прибор за јадење.
Менито на храната која се приготвува е вкусна и здрава. Истата е предложена од специјални нутриционисти кои се грижат за здравјето на учениците. Нутриционист е стручно лице кој изработува мени за здрава храна и кое што дава совети ученици како поздраво да се храниме, како поздраво да живееме. Храни се здраво и ќе бидеш здрав. Зашто служи тоалетот? Тоалетите се простории во училиштето во кои се извршуваат физиолошките потреби, опремени се со санитар инвентар наменет за учениците. Секој ученик треба да создаде хигиенски навики за правилно одење во тоалет. По секое одење во тоалет задолжително треба да се измијат рацете. Кој со сапунче често се мие, вирусот веднаш од него се крие. Да, ученици, затоа треба почесто да се мијат рачињата. Што мислите, ученици, зошто е толку интересно во медиатека? Просторија во училиштето наменета за презентации е наречена медиатека. Во оваа просторија, освен презентации, се следат серии и филмови наменети за учениците. Часот е поинтересен, а учениците се повеќе заинтересирани за содржините и поуспешно го усвојуваат наставниот материјал. Да видиме за кога е наменета сензорната соба. Сензорна соба е просторија која е наменета за учениците со посебни образовни потреби. Опремена е со соодветни материјали наменети за потребите на учениците со посебни образовни потреби. Преку инклузивно училиште и редовна вклученост на учениците со посебни образовни потреби, сензорните соби им помагаат да се чувствуваат релаксирано, безбедно и среќно, како дома. Дојдовме до вработените во училиштето. Ајде да видиме кои беа вработени во училиштето. Директор, педагог, психолог, дефектолог, секретар, наставник, библиотекар, готвачка, хигиеничарка, хаусмајстор и чуварот од обезбедувањето. Да видиме што работи директорот. Директорот го раководи училиштето и се грижи за неговата работа. Директорот е одговорен за активностите на наставниците и сите ученици во училиштето. Одржува состаноци и го организира училишниот живот. Секретарката што работи, таја издава, потврди и работи со документи. Средствата кои ги користи во незината работа се телефон, компјутер, пенкало и хартија. Воедно му помага на директорот во неговата работа. Какви им се работните обврски на педагогот, психологот и дефектологот? Да видиме, ученици. Педагогот помага во работата на наставниците и на учениците за да го подобрат учењето. Ги запишува првачињата и го следи успехот на учениците во текот на учебната година. Психологот, како стручен соработник во училиштето, им помага на учениците да ги разберат своите постапки и да станат подобри. Воедно им помага на наставниците и ги советува родителите. Каква работна задача има дефектологот? Дефектологот им помага во учење на учениците кои се со посебни образовни потреби и на учениците кои имаат потешкоти во учењето. Ги открива различните потешкоти кај нив и помага во навремено отстранување на истите. Подржува и охрабрува. Педагогот, психологот и дефектологот како стручни соработници секојдневно се сретнуваат и изнаоѓаат решенја за доброто на учениците. Дојдовме до улогата на наставникот. Каква е улогата на наставникот? Наставникот ги учи учениците, ги поучува, ги воспитува за да бидат подобри луѓе. Игра со учениците, одговара на нивните прашања и барања и ги теши кога се тажни. Наставниците се наши втори родители. Сите наставници соработуваат со стручните соработници и директорот се разбира за доброто на сите ученици. Да видиме што работи библиотекарот. Библиотекарот го чува богатството во училиштето, а што е тоа? Тоа се книгите, ученици, така е. Библиотекарот им влева желба на учениците за читање книги. Читањето книги го збогатува речникот. Читај книги и ќе бидеш богат со знаење. Така е, ученици, знаењето се крие во книгите. Каков оброк приготвува готвачката? Готвачката е вработена во училишната кујна. Приготвува вкусен оброк за учениците. Се грижи храната да биде здрава и да му се допадне на секој ученик. Зашто се грижи хигиеничарката?
Хигиеничарката се грижи за хигиената во училиштето и им овозможува на учениците и на сите вработени да работат во здрава животна средина. Какви им се работните задачи на хаусмајсторот и на чуварот? Хаусмајсторот врши поправки во училиштето, помага во работата на техничкиот персонал и го одржува училиштето. Обезбедувањето се грижи за безбедноста на учениците од надворешни фактори. Учениците се чувствуваат заштитено и сигурно во негово присуство. Дојдовме до заклучок од часот. Сите вработени во училиштето треба да се почитуваат и да соработуваат меѓу себе, да се грижат за доброто на учениците. Учениците и вработените заеднички треба да го почитуваат куќниот ред на училиштето. На крајот од часот да повториме една активност каде што ќе треба да го обележите точното тврдење. Јас ќе ви дадам малку време, ученици, а потоа заедно ќе го одговориме секое барање. Училиштето го раководи директорот, библиотекарот. Што мислите? Библиотекарот го раководи? Не. Така е, директорот го раководи училиштето. Доколку прегори сијалица ќе ја поправи? Чуварот, хаусмајсторот. Кој поправуваше работи во училиштето? Чуварот? Не. Така е, хаусмајсторот ги поправаше работите во училиштето. Во училиштето учениците поземуваат книги од библиотека, спортска сала. Од спортска сала? Се разбира дека не. Така е, во библиотека се поземуваат книги. Со потврди, документи, работи. Педагог, секретарка. Педагогот не. Секретарката така работеше со потврди и документи. Браво, ученици! Ви благодарам на вниманието. Голем поздрав!